No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Hops and honks and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wop 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. И добро дојдовте повтор на каналот кај Bad Teacher Crypto и денеска би сакал да зборуваме малку за биткоин, малку за акциите. Ќе видиме некои вести кои што верувам да ќе бидат интересни за вас, а и ќе направиме некоја анализа на алткоините, бидејќи беше побарано од ваша страна. Ќе продолжиме таму каде што застанавме. А во меѓувреме погледнете што всушност се случува во овие високи институции во Америка и каква реторика добиваат тие моментално. So tonight I'm inviting every legislator to join with my administration in reaffirming a fundamental principle. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. И ова теорија колку и да е смешна, гледате дека се повеќе и повеќе станува реална во секојдневниот живот. И тука видиме кој всушност би можел да стои зад оваа идеја. Ќе видиме понатаму што ќе се случува. А доколку го погледнеме сега графиконот на златото и на биткоин, доколку зумираме тука, имаме, погледнете, дабл топ формација која што беше направена тука претходно за биткоин, огромно уништување на сентиментот и продолжување во таа акумулација тука и подоцна огромен раст. Каде всушност сме сега? Верувам дека сме тука некаде и верувам дека ќе пробиеме во следниот период малку за да ги исплашиме уште луѓето и да следува едно вакво движење и тоа во петиот циклус, како што моментално се поклопува што кажавме, а претходно кажавме дека се што ќе направиме во М2 стапката на промена се појавува подоцна околу 15 до 18 месеци во инфлацијата и моментално гледате каде одиме. Верувам дека ќе имаме еден период на дефлација тука во следните месеци. Доколку го споредиме сега обемот на тргување, погледнете го само ова движење и погледнете го ова движење тука. Верувам дека ова е предизвикано од институциите, додека просечните луѓе тука продаваат, институциите акумулираат на големо, бидејќи верувам дека знаат што следува. Ево го изискор, моментално сме на едни од најниските нивоа. Како што сме имале претходно, имаме допирање на ова линија, пробивање на линија, огромна капитулација на биткоин и подоцна враќање на таа патека, што е моментално имаме допирање на таа линија. Верувам дека ќе пробиеме капитулација, откажување на мнозинството и одиме нагоре. Доколку погледнеме долу исто така на плюс 0,026 поени тука, ја допираме ова линија, малку се одбиваме и подоцна одиме во акумулациона фаза. RSI никогаш препродаден, погледнете, на 25,66. Ова всушност е повеќе и од bear маркетот во 2022 година, ковидот во 2020 година и bear маркетот во 2014-15 година, како и да е. Моментално имаме 21 ден до одржување на состанокот на ФЕД. Се уште немаме никаква промена. Овој процент се базира на приносите, така да моментално немаме никаква промена тука, а овој индикатор бил многу прецизен, барем до сега. Доколку погледаме сега ликвидација, ќе намалиме тука на 1 месец.
да видиме каде има потенцијални ликвидации. Имаме на 85.000 огромна ликвидност. Може секако да се придвижи графиконот тука, ништо не е невозможно. А инфлацијата моментално е на 0,94%. Според оваа страна тука, а ние ќе преминеме сега на техничка анализа. Моментално за биткоин имаме секако формирање тука на day cycle low и подоцна странично движење. Каде ќе заврши ова, никој не може да знае. Секако веруваме дека ќе пробиеме тука и дека ќе го добиеме ова дно тука, можеби. Сега за сега немаме никакви знаци дека имаме напредок на оваа цена, бидејќи моментално е досадно и мнозинството верувам дека веќе е надвор од пазарот. А сега ќе продолжиме со алткоините, каде што застанавме. Тука ќе одголеме ова на неделно ниво, да имаме подобар преглед. Погледнете, ова е, верувам дека еден токен од менувачница и техничката анализа тука можеме да ја направиме вака, ова да биде 1, 2, 1, 2 и да следува третиот огромен бран, доколку некој последува до овие токени тука. Погледнете, RSI моментално е на еден од најниските нивоа и за потенцијален раст и полека се стреми за потенцијален раст, но како што можеме да забележиме тука имаме одбивање, што значи дека сега за сега барем не е добро, а RSI исто така, погледнете, имаме пробивање на оваа линија и секогаш кога сме ја пробиле оваа линија сме имале некој си поголем пат. Моментално за овој алткоин продолжуваме еден и нетворк. Погледнете, имаме огромни ликвидации, огромен пад на овој пазар по неговото пуштање на пазарот, така да нема што многу да искоментираме тука. Гледаме дека тука имало акумулација по оваа цена и моментално цената се враќа на таа зона. Ова е класичен pump and dump. Sky, моментално немаме некои значајни поместување за овој коин. Gate токен, верувам дека и ова, мислам дека имаше една менувачница во огромен bear market. Моментално е овој токен, ќе поставиме на тренд линија. Поглед, движењето е уште надолно, имаме на месечно ниво, доколку погледнеме овој индикатор, полека се почнува да се ресетира. MACD исто така во голем пат, немаме некои знаци за опоравување на цената, тоа на месечно ниво. RSI исто така во голем пат моментално и можно е да видиме уште по ниски цени за овој коин. Pump Fun, ова е некој си графикон, не знам што би може да направиме тука. Едноставно некоја тренд линија, но нема лојка бидејќи овој графикон е со многу мало време на постоење. Nexo, погледнете, тука ево, оној огромен раст кој што го видовме во 2020 година, тука после кризата и нормално формација на ресетирање на сентиментот ABC и моментално ова е веројатно вториот бран, каде што би се приближил третиот, четвртиот и петиот, можеби каде ќе завршат, ќе видиме. Моментално имаме ресетирање на овој индикатор тука. Исто така на месечно ниво MACD е разделен, што значи дека се уште немаме формирано некое дно, барем сега за сега. Flare токен моментално на еден од најниските нивоа кои што постоеле. За овој токен, погледнете, огромен пад тука, продажба на луѓето и погледнете што следало.
една фаза на, верувам дека ова е фаза на акумулација, секој може да пробиеме надолу, тоа се алткоините, тие може да изгубат многу и да додадат многу во својата вредност на краток временски период. Месечно ниво за XTC Network, погледнете. Повторно на најниски нива, сите овие алткоини се на едни од најниските нива, ова е многу остра тренд линија, јас би преферирал да биде само овде, моментално, но погледнете, ова е остар пат и пред да направиме некое движење. Тука да ја пробиеме барем оваа тренд линија, не можеме да видиме никакви булиш знаци. Filecoin, погледнете, после огромен раст, погледнете ги само овие добивки. Каде се наоѓаме сега? На едни од најниските нивоа и сме го пробиле претходното дно во 2022 година, каде ќе завршат овие токени, едноставно не можеме да знаеме, но погледнете го овој раст на овој токен и зошто кажувам дека на многу краток период овие токени може да бидат многу во плюс. Погледнете го само ова движење и ова не сме го купиле тука на дното, доколку сме го купиле на дното ќе имаме уште поголемо движење. Моментално се на едни од најниските нивоа. VeChain, односно VeChain, исто така го проби својот претходен all-time low, погледа, и продолжува надоле, бидејќи целиот крипто сектор е со огромна манипулација моментално. Beldex, искрено не знам што е ова, нити знам зошто служат овие токени и што всушност прават. Ова е само техничка анализа на првите 200 коини, некоја тренд линија и овој токен се тргува уште во нагорна линија. Но имаме ресетирање на овие RSI MACD индикатори. Aptos, погледнете, огромна продажба тука и движење повторно на Aptos од своите ниски нивоа предходно. Без сомнение овие алткоини се без сомнение кај овие алткоини сентиментот е уништен на максимум. Сите графикони изгледаат скоро вака. Погледна. Некоја тренд линија каде што повторно цената си пробива надолу. Не можеме да знаеме каде е дното, сите овие на некој не можеме да знаеме, бидејќи немаме многу историја. И отприлика тоа е тоа за денеска, а вие доколку сакате да ни се придружите во Patreon заедницата, да ги знаете точните датуми на циклусите и точните движења каде ги очекуваме тие циклуси, придружете ни се на Patreon, придружете ни се на Telegram, тоа е бесплатната група, да споделиме своји мислења и да си помагаме едни на други. Заследете ги профилите на X, на Facebook, а сега го заследете го профилот и на Instagram. Ова е новиот профил, бидејќи претходниот беше баниран. Искрено не знам зошто, но ќе видиме понатаму, можеби ќе го правиме, можеби не, но сега заследете го овој профил, бидејќи тука ќе поставуваме новости во врска со криптосферата. А јас тука ќе ве поздравам. Се гледаме во следното видео и чао, чао. Crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.